Zoki Poki, raskaz i mečeto ima grip. Zoki je bolen od grip. Stariот čičko doktor reče дека ќе mora да остане во постела ако сака побрзо да оздраве. Но на Zoki му е здодевно постела. Тој лежи сам, мајка му е на работа, татко му е на работа, а баба му го готви ручекот во кујна. Бабо, викна одеднаш тој, дај ми го сламеното мече да си поиграм. Баба му доаѓа, но и паѓа на ум дека Zoki ќе се открива ако му дозволи да си игра со мечето. Мечето, се чуди таа, па нели ти е жал за него, Zoki? Ако е до тебе, и тоа ќе се разболе од грип. Мисли Zoki, мисли и нема што да каже. Баба му пак си оди во кујната и нему му е уште потешко веќе сам. Надвор врне дожд и прозорците се влажни. Бабо, вика пак Zoki, дојди бргу ваму. Баба му доаѓа. Што е, Zoki? Ама не знаеш ли, и сламеното мече е болно од грип. Како? Се чуди баба му и поаѓа кон мечето што седи жално и сврлено во аголот. Ха, ха, кашла Zoki зад незиниот грб, преправајќи го гласот и вели, слушаш ли? Мечето кашла, настинато е, па што да правиме, Zoki? Вистински се чуди баба му. Донеси го кај мене в кревет, да се стопли, бабо. Така заедно ќе оздравеме. Добро, вели баба му, но ќе треба од лекот заедно да пиете. За мечето знам дека ќе пие, тоа сака да оздраве, но ти ќе пиеш ли? Zoki размислува. Инаку, не ти го давам. Ке пијам, вели Zoki, и ги подава рацете кон сламеното мече. Баба му го става мечето во постелата на Zoki. Но да знаеш, нема да се откривате, зашто мечето тогаш повеќе ке настине и јас ќе ти го земам. Така сега Zoki и неговото сламено мече лежат мирно во постелата, покриени дури до устата. Zoki само тивко му зборува на мечето и го трга за нозете под јорган, а бабата спокојно си работи во кујната.